Дали е подобро да се представаш како React, Angular, Vue, Next девелопер или можеби веб девелопер е подобро? Или пак Ruby девелопер наспроти Rails девелопер? Ајде да знаеме. Пред да навлеземе во тема подлабоко, сакам да напоменам дека не постои one size fits all. И покрај тоа што изгледа едноставно, одговорот, односно одговорите на прашањево, стануваат покомплексни колку подлабоко навлегуваме во нив. За да дојдеме до некакви заклучоци, ќе го разгледаме од повеќе агли и перспективи. Имено, ќе се фокусирам на три области што мислам дека се клучни за одговорот. Прво, техничката перспектива, второ, кариерниот напредок и флексибилноста и три, личниот брендинг. Како бонус, тука на крај би сакал малку да поразговарам и за личните преференции за вредноста на различностите. Кратка забелешка. Низ епизодава ќе користам изрази како React девелопер, Angular девелопер, Framework девелопер и така натаму. Се однесуваат фундаментално на истата работа. Изборот за себе брендирање како девелопер што користи XY Framework наспроти некој што се идентификува генерично како веб девелопер. И секако ќе ги разгледаме двете страни од таа приказна. Да започнеме со техничката перспектива. Верувам дека сите ќе се согласиме дека познавање на основите на платформата на која што работиме е добра идеја. Без разлика дали работиме веб девелопмент, мобилни апликации, десктоп апликации, ги работи овие некој се уште патем. Основите на платформата се според мене минимумот што ви е потребен пред да одберете фреймворк, library за одредена намена или домен. Од друга страна, ќе сретнете многумина што се нарекуваат React, Angular, Vue девелопери, што немаат некое подлабоко знаење од веб платформата. Дали тоа ги прави лоши во тоа што го работат или непродуктивни? Секако дека не. Мислам дека е сосема можно да бидете добар insert framework name here developer, без да ја разбирате платформата под хауба. Ова во главно зависи од вашите професионални цели и замисли за кариерата. Лично мислам дека без разлика дали ќе почнете од учење на длабочината на платформата или ќе се решите за основите па за фреймворк, познавањето на основите секако нема да ви одмогне. На двата краеви од тој избор, секогаш можете да смените и на другиот. Со тоа што подлабоко познавање на платформата сметам дека дава одредена предност во можноста да се биде флексибилен. Да појаснам со практичен пример. Ако утре, например, React го снема, не го посакувам, ама еве да замислиме дека го снемува, познавањето на JavaScript и на веб платформата се уште ќе ви биде корисно. Ќе навлеземе во малку подлабоко подоцна во епизодава. Малку за втората точка. Кариерниот напредок и флексибилноста. Техничката перспектива е едно, но што се случува со практичната? Дали има повеќе смисла да се нарекуваш Angular девелопер за полесно да се вработиш, например? Најчесто да. Причината е едноставна. Многу често, кога се наемуваат програмери за одреден проект, проектот веќе има постоечки стек. Или пак во случај на нови, така наречени Greenfield проекти, се има некаква идеја во кој правец треба да се развиваат. Според тоа, предноста на тоа да се наречеш, например, React девелопер е токму таа, потенцијално побрзо и полесно вработување, затоа што веќе си одбрал некаква патека, нели? Кога рекрутери бараат талент, често и ги пребаруваат по тој критериум, името на титулата што сами си го имаат доделено. Ова најмногу важи за LinkedIn, каков и да е, но е апликабилно и на другите платформи. Веројатно нема да ви смени ништо на Tinder, ама кој знае, пробајте. Од друга страна, постојат и огласи што бараат JavaScript девелопери или веб девелопери, погенерично. Со таа категорија често е комплициран, очекувањата знаат да бидат небулозни и како резултат на тоа самата работна позиција е изгубена во тоа што се бара. Не е секогаш случајот ова меѓутоа. Но, кога во CV-то или на LinkedIn профилот на позициите пишува React this or that, неколку работни позиции поред, има потенцијал да ви ги намали потенцијалните опции за работни места во иднина. Секако, доколку амбицијата ви е кариера во фирма. Но не мислам дека ова е стриктно лоша работа. Ама frameworks come and go. Тие што се сеќаваат на jQuery, сигурно се сеќаваат дека и jQuery девелопер како титула беше thing едно време. Денес ретко каде ќе го сретнеме. Разбирам дека споредбата помеѓу jQuery и модерните UI libraries frameworks е малку apples to oranges, ама принципот е ист. jQuery беше многу релевантна технологија. Повеќе не е така. Како што денеска Angular и Vue се релевантни, но може тоа лесно да се смени за неколку години. Решението е за среќа едноставно. Наместо фокус чисто на вашиот weapon of choice framework, одвете малку време за платформата.
вештините стекнати врз самите стандарди секако подобро ќе се преведат на технологиите што доаѓаат утре. И краток интермишн. За сите што не видоа по социјалните мрежи, на 29 февруари закажавме Beer.js. Некаде тука ќе има картица. Првиот за годинава. Линк со детали во описот доле. Имаме 3 за мене многу интересни и актуелни презентации. Боро ќе ни зборува за WASM, без слайдови со лайв кодинг сесија, прилично храбро, ама обично прави добри презентации, се надевам дека ќе биде интересна. Филип ќе ни зборува за React Native, конкретно за тулинг и стварите што се наоѓаат под хауба, ќе биде малце по-индеп презентацијата, и на крај Александар ќе ни зборува за Angular SSR, Fresh off the press од верзија 1.7. Се гледаме на 29. Не е потребна регистрација како и обично затоа што е мал формат на Beer.js и да, најверојатно ќе има пиво. Еде сега малку за личниот брендинг. Еден од начините да се издвоиш е и токму тоа, личен брендинг. Се почесто го гледам на социјалните мрежи кај нас и меѓу креаторите на содржини, така наречени content creators. Во маркетинг и продажна теорија ќе налетате често на nishing down, односно finding a niche. Односно, упростено преведено, аналогно, фаќање на специфичен ќош на пазарот. Сега, каква врска има тоа со епизодава воопшто? Едноставно е. Доколку сакаш да се етаблираш како авторитет за некоја технологија, избор на помало ќоше ќе биде секако полесно. Например, секако ќе биде полесно да станеш авторитет за React, отколку да станеш авторитет за JavaScript или за веб платформата во целина. Примерно, проблемот е во волуменот на знаењето на кое што треба да станеш експерт. Дополнително, за целите на личен брендинг, често е подобро да се брендираш според тоа што е hot topic во моментот. Продава подобро. Во пракса, авторитет за Next.js е секако подобро да бидеш моментално отколку авторитет за jQuery, како што е пазаров и како што е побарувачка. Личниот брендинг генерално е навистина долга тема самото по себе и може би има смисла и за понатамошна епизода. Оставете коментар на видео ако ви звучи интересно. И секако, like and subscribe. Финално би сакал да поразговарам за уште една работа, по контрашкиот агол, личните преференции. Ботом лајнот е дека секој совет можете да го занемарите во целава епизода, доколку сакате нешто поинакво. И тоа е сосема окей. Мислам дека ни требаат повеќе контраријанс во индустријава. Според тоа, доколку сакаш да бидеш jQuery developer, more power to you, man. Зошто мислењево и покрај се што дискутирав до сега во епизодава? Едноставно е. Мислам дека различност, противности и цивилизирани несогласувања носат напредок за сите. Лично, мислам дека би било исклучително досадно ако една технологија, фреймворк или library победи. Свежи идеи, колку и да се чудни, ексцентрични и контра често пати, треба да ги прифатиме како убава работа за целата индустрија. Сетете се на React каков беше на почеток, prime example. Ви благодарам што бевте дел од оваа епизода на The Morning Commit и ви благодарам за секој лайк, subscribe или споделување. Доколку имате идеи за теми што би сакале да ги покрием во некоја наредна епизода, слободно оставете ми коментар. Се гледаме во понеделник.